Добар ден, почитувани гледачи на Слободна ТВ, во Слободен печат, нова тема. Изборите во Македонија завршија, меѓутоа остануваат отворени научни теми за кои сакаме да разговараме и секако да отвориме дебата која доколку денес почне, може би за 4 години ќе имаме и нови сознанија. Имено, за што станува збор? Сакам да разговараме за изборниот модел кој ја одредува структурата на парламентот. По тој повод ја поканив Бојана Наумовска, професор, доктор и директор на Институтот за социолошко-политичко правни истражувања од Скопје. Добар ден, професорке Наумовска. Добар ден и благодарам на поканата. Почнаа ли моделите да се прават сега веќе, после првите изборни резултати? Ако мислите на владата, значи... По овој состав сега, да речеме, прво парламентот, што би било, кога би било? Да, преговорите, како што гледаме, се во тек. Идната влада ја очекуваме. Оно што за нас е значајно е кој ќе ни биде ресорен министер, за да можеме, например, некои идеи, проекти да ги реализираме, така да во исчекување сме, бројките се горе-доле познати. Како директорка на институтот, сакам да ви поставам директно прашање. Кои се актуелните прашања или теми или проекти што ги работите сега, а имаат пресудно значење во развојот на науката и на општеството? Ние работиме проекти, мислам, во моментов преговараме за постизборна една анкета која што ќе треба да ни го покаже однесувањето на гласачите, зошто се одлучиле да гласаат за одредена политичка партија. Работиме на градење на заедничка диплома, тоа е доста актуелно со универзитети од Европа. Работиме и некои посетни проекти, но за жал не може да се пофалиме со значајни проекти кои што би допринеле многу во науката, во општеството и така натаму, затоа што до сега владата не го побарала тоа од нас. Главниот проблем се парите или разбирањето на проблемот? Главниот проблем не се парите, затоа што ние сме институција формирана за таа цел. Значи да и бидеме во функција на владата и на државните институции, или јавноста, така да собираме податоци значајни за општеството и за одредени процеси и со тоа заедно да креираме политики. Значи најголемиот дел од парите на некој начин државата веќе ги двои, тоа се нашите плати. Останува да издвои уште малку, тоа е теренската работа со која што ќе треба нели да се покрие. И на крај да седнеме заедно на маси да ги разгледаме податоците. Ово е добар вовед за разговорот што сакам да го водим и за кој ве поканив во студиото на Слободна ТВ, а тоа е изборниот модел како фактор што ја одредува структурата на парламентот. Меѓутоа, факт е дека и вие и вашите колеги морате да бидете обезбедени и да имате општествената поддршка, сега вие берете владата и да ставиме и најшироко во тој поглед, за да може да дојдете до тие резултати. Кој со прашањето? Правевте ли симулација на моделот доколку би биле други правила од постојниот пропорционален модел? Да, направивме, лично јас направив симулација во однос на како би изгледал парламентот кога би била една изборна единица, задржувајќи ја Донтовата формула на пресметување на мандати. И иако самата формула ги фаворизира големите политички партии, сепак со само промена од 6 во една изборна единица имаме менување на 4 пратенички мандати, односно од поголемите партии, во овој случај ВМРО и ДУИ, овие 4 мандати би преминале кон, во овој случај помалите, СДСМ, Левица и ЗНАМ. Како политиколог, воопшто и како научник, сакам да ви поставам едно прашање. Кога погледнав листата на политички партии, за јавноста мислам дека треба да бидеме коректни да дефинираме што значи мала политичка партија. Бидејќи постојниот број на пратенички мандати од малите политички партии се по 6 пратеника кај ЗНАМ и Левица. Другите, да речеме, што беа влени, беа 13 пратеници и 18, 19 и 58 се СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ. Меѓутоа, листата на учесници во изборите е многу поголема, а тие политички партии кои што ги гледав не поминува 5-6 гласови. Дали во дефиницијата на мали политички партии влегуваат и овие или всушност како стручно
како стручњак, како експерт, мали политички партии ги гледате овие што имаат мал број на пратеници. Што е критериумот за мал политички субјект? Да. Јас мојот докторски труд го посветив на малите политички партии и тогаш многу истражував и не најдов дефиниција што се мали политички партии. Па за мојот докторски труд изведов своја дефиниција. Значи, тоа се партии кои што самостојно учествуваат на избори, успеваат да влезат во собранието, меѓутоа не се во можност да бидат носители на владата, односно да го добијат мандатот за формирање на влада. Значи мора да има барем еден пратеник. Да, значи тоа е моја изведена дефиниција. За жал не постои во теоријата. Јас се согласувам во однос на тоа што сте го утврдиле и за мене е логично, затоа и го раздвои прашањето меѓу овие две партии што имат. Меѓутоа има држави и во соседството утврдија процент, 3% од гласачкото тело, 5% од учество и слично. Колку овие проценти што ги утврдува одредена држава се квалитетни за да се утврди мала политичка партија или мал политички субјект? Па тоа, значи тоа е минимумот проценти кој што треба да го освои, односно изборен праг. Праг. Да, значи тој варира во различни држави, од 3 до 5% е најчесто, 3, 4 или 5%, меѓутоа има држави кои што воопшто немаат изборен праг. И тој апсолутно влие и на појавата и на одржливоста на нови политички партии, на нивниот влез во собранието. Во некој случај, значи, во овој сега случај, мислам дека иако немам пресметано, сите партии ќе влезат, бидејќи имаат над 3%, бидејќи ние не би оделе со повисок процент. Меѓутоа, лично јас како истражувач не се залагам за воведување на процент во овој момент, бидејќи сметам дека малку многу нема да влезат ако го подигне државната изборна комисија или законот 5% нема да влезат. Јас ги гледам бројките, нема да влезат. Дури и овие што имаат по 6 пратеника и они се на граница. Да, затоа викам 3%. 3% веќе да. Меѓутоа сметам дека не треба да има, затоа што кај нас интересот за политика се намалува и мислам дека треба да го оставиме просторот отворен за нови партии, доколку имаме промена кон една изборна единица, тоа ќе отвори простори да влезат во собрание и малку да се разигра политичката сцена, меѓутоа и да се мотивираат гласачите да излегуваат да гласат. Македонија го промени процентот за излезност за претседателски избори од 50 плюс 1 со тоа што рече дека до 40%, односно 40 плюс 1 ќе биде прагот за да се смета легитимноста на избраниот кандидат. Оваа година имаме 46%, а за парламентарните мислам дека е 52%. Пред малку рековте дека излезноста на избори е мала. Оваа тенденција веќе 30 години постојано се намалува. Дали е прашањето или одговорот на прашањето причината за ваквите проценти апатичноста или аполитичноста на просечниот граѓанин во Македонија или лошата понуда на политички партии, она што се нуди на изборите? Па прво е непрочистениот избирачки список. Значи ние во подлабоки проблеми. Да, значи ние во ниеден момент не може да кажеме колку точно ни е нашата излезност. Значи точно е таа дека се намалува. Значи меѓутоа тоа е од бројот кој што е на избирачкиот список ние гледаме. По детални информации на некој начин добиваме со истражувањата кои што ги правиме после избори, па прашуваме дали сте гласале. Меѓутоа и во тој момент не може да кажеме дека сите испитаници биле искрени, бидејќи својата политичка активност секој сака да ја покаже дека е заинтересиран за државата, дека излегувал да гласа, така да не можеме ни тука да гарантираме дека сите искрено се изразиле. Инаку разликата е прилично голема помеѓу периодот пред 10 на 15 години, сега е многу паднат процентот на излезност. Да, паднат е, меѓутоа и разликата е голема помеѓу тоа што ни кажува ДИК дека имаме излезеност на избори и тоа што ние ќе го констатираме со истражување дека луѓето што кажале дека излегле да гласат. Мислам дека коментарите на луѓето што го работат избирачкиот список се сведува на следново. 1.800.000 се запишани, меѓутоа
во државата не може да ги избришеме од списокот оние што се отсутни. Неажурираните списоци доведуваат до тоа да всушност ние реално население што е присутно во денот на гласање било меѓу 1,5 и 1,600,000. 200,000 тука некаде. не достигаат, веројатно тоа е. Да се вратиме на една исто така поврзана тема со изборниот модел, за мене исто суштинска. Зошто се бара промена на изборниот модел? Во што е предноста на новото решение или кои се слабостите на постојното решение? Значи, Што добиваме како држава? Да, актуелно, единствено актуелно е промената од 6 изборни единици во една изборна единица, кажувам актуелно помеѓу политичките партии. Да, сите ветуваат кога се на власт, ама никој не е доаѓа да го смени тоа. Иако има идеи од дел од политичките партии од албанскиот блок за промена кон 8-9 изборни единици така натаму, меѓутоа тоа се нивни математики во случај на кои би имале повеќе пратеници во собранието. Значи единствено што можеме да го дискутираме како известно е промената од 6 во една изборна единица, иако јас на пример лично се залагам за еден малку поинаков модел. И што решаваме? Тука решаваме еден од по мене трите детектирани проблеми, а тоа е еднаквото вреднување на секој глас. Значи тоа како проблем ќе го немаме. Сега имаме разлики. Значи на последните избори имаме најголема излезност во првата изборна единица, каде по мојата пресметка последниот пратеник влегол со 8,000 гласа во собрание. А во изборната единица 6, каде што имаме најниска изборна излезност, последниот пратеник влегол со 5,980 и нешто гласови. Така да овој проблем ќе го немаме. Последниот број што е граница да се избере пратеник со 5,000, под тоа не паднало до сега. Не паднало. Од прилика секогаш количникот е на крајот тој број. Да, меѓутоа секогаш во изборната единица 6 излезност се движи околу 40%, така да таа ја диктира во суштина. Со промената на моделот што го заговарате, комбинација од едниот или од другиот, дали тоа значи дека последните бројки што ќе се добијат одат во прилог на овие мали партии? Дека они доколку биде една изборна единица и доколку имаат 5 или 6,000 гласови, дека пратеникот ќе биде од нивната политичка партија. Да. Значи еве и со симулацијата. Затоа што фактички натака оди укрупнувањето, они тогаш ќе го земат како збир од сите гласови од Видете, вие имате и други формули како харе квотата и така натаму кои што даваат еден побалансиран пристап во собранието. Донтовата формула е одбрана да ги фаворизира големите партии, меѓутоа да немаме до толку сегментирање на партискиот систем во однос на бројот на партиите, така да ова би било одлична комбинација. Им давате можност на малите партии, меѓутоа пак го задржувате и големите партии, така да. Фактички ми одговоривте на прашањето, беше работата зошто би оделе на такво сегментирање на политичката структура во собранието и да владата зависи од еден пратеник. Можете да замислите што ќе побара, Ламборџини ќе побара. По ова што гледаме што се случуваше во Македонија изминативе години. Па добро, сега ќе преговараат, сето тоа го гледа јавноста, ќе знае како да се однесува понатаму на следните избори, меѓутоа тоа во неколку случаи било еден да одлучува, мислам во многу малку случаи, генерално станува збор за малку поголеми коалиции. Не мораше да биде Македонија, ве земете Грција, Италија, познаваме други држави каде што навистина еден пратеник доведувал да владата падне или да не биде формирана. Поентата е дали со оваквата сегментација на изборот на пратеници ние ќе доведеме Македонија да зависи од волјата на еден пратеник. Значи сегментацијата не предвидувам дека ќе биде толку голема. Добро. Значи да, ќе има нови субјекти, да ќе имаат можност, меѓутоа од друга страна пак им давате на некој начин прилика, меѓутоа и обврска на помалите партии кои што долги години не се појавиле на избори, туку одат во предизборни коалиции да си го измерат легитимитетот. Треба ли да постојат или не треба да постојат? Ајде прашање вака ќе поставиме. Што може да направи мала партија со 2 пратеника или земете и 5 пратеника, пратеничка група имаат, кога големата партија и доколку има уште еден политички субјект, нема да им ги даде битните ресори за да тие манифестираат квалитетна програма. И на крајот фактички ќе се претворат во привезоци на големата партија под претпоставка, ако не зависи составот на владата од таа мала партија.
Ми разбирате символиката на што алудирам. Фактички тоа не мора да биде член на владата, ама сака да биде власт. И ќе ги добие некои ресори понебитни и после 4 години никој нема да ја забележи таа политичка партија. Што добила Македонија со таква структура на влада? Се малку повеќе прашања во едно Ама метнувате. се сведува на исто. Значи, доколку станува збор за влада, во овој момент јас мислам дека кое ресорно министерство и да го добиете, имате можност да се покажете, бидејќи состојбата во државата не ни е завидна во ниеден сегмент. Така да Или по некој ресор во сите е лоша. Е така, значи доколку добиете било кое министерство, вие вашите капацитети и менаџерски способности, посветеност кон државата, некорумпираност можете да ги покажете. Добро, А сега доколку разговараме за однесување во собрание, доколку ги прашате левица, ќе ви кажат дека со 2 пратеници успеале да постигнат многу. Значи, доколку се сака и доколку имате луѓе кои што сакаат да работат, најверојатно ќе можете да оставите печат и во собранието и во владата. Значи, Ајде да почекаме 4 години и обратно ќе ви го поставам прашањето. Очекувате ли политичките субјекти сега, откако се промени оваа структура, еве за прв пат Социјалдемократскиот сојуз од 1991 година е трета партија во собранието и имате 2 партии со по 6 пратеника, дека ќе дојде такво мнозинство да го изгласаат законот со кој што ќе се изврши промена на моделот? Еве да видиме, да тестираме сега. Да, апсолутно имаат можност, имаат шанса, значи тоа ВМРО го вети, меѓутоа сепак треба консензус за една таква голема промена. Сметам дека треба да се разгледува изборниот модел и можностите за промена од почеток. Значи да не се чека последната година како до сега, Да, што се е работи ужасен на притисок. изборниот законник. Значи, однапред да се види, да се тестираат сите можности, варијанти, да се разговара со сите политички партии, да се внесуваат нивните идеи, бидејќи тие не само што навестија една изборна единица, тие навестија 90 пратеници. Значи, тоа се поголеми промени за кои што ќе треба консензус. 4 години е доволно време и доколку се вклучи и научната јавност, заедно со политичките субјекти, сметате дека може да дојде до добар модел? Јас сметам дека овој процес треба да го води научната јавност, односно искрено, можеби затоа што припаѓам, сметам дека треба да го води мојот институт со своето 60 годишно постоење и искуство. Има и неутрална и стручна позиција има. Така, јас имав едно мое писмено обраќање до еден претходен министер за правда, каде што ме предочив идејата ние да го водиме процесот, секако да ги вклучиме сите кои што треба да бидат во истиот, без разлика дали работат во нашиот институт. И мислам дека тоа е единствениот пат кога ќе се предочат научните факти, кога ќе се предочат ставовите на јавноста, бидејќи овој модел не го правиме ние за партиите, го правиме за граѓаните. Еве во контекст само така дека ќе дојдеме до консензус и до можеби не идеално, меѓутоа некое пријатно решение. Во контекст на ова што го кажате и како институција, односно научен институт, што работи и ние како медиум би сакале да бидеме вклучени, заради тоа што критичната јавност може да дојде до уште подобри предлози. Значи, овие што се апологетици и опортунисти, тие не очекуваме дека нешто ќе направат во политиката и ова ќе биде само како што кажува лидерот. Поентата е на вистина да дојдеме после 30 години Македонија да избере според вашето искуство и знаење комбиниран модел или модел кој што најдобро одговара на потребите на граѓаните, а сепак политичките интереси или политичката идеја да се манифестира со легитимитет во собранието. Па да, видите како се околностите во државата, така и ни се менувале моделите. Тие со причина се менувале. Значи со причина преминавме од мнозински кон комбиниран, со причина преминавме кон пропорционален модел. Сега одиме понатаму, нели ги гледаме недостатоците кои што ни се појавуваат и треба да понудиме некое поидеално решение. Така да со развивањето на државата и со новите предизвици и процеси треба и овој дел да се адаптира со цел да се прилагоди на потребите и на општеството и на граѓаните. И за крај едно прашање кое исто е теориско, меѓутоа практично
не може да се реши според сегашните уставни или законски решенија. Мандатот на пратеникот е неприкосновен и со самиот чин кога е избран не може да следи од повикување доколку не настане само е одредена специфична ситуација, нели смрт или некое тешко кривично дело. Меѓутоа, дали во рамките на овие модели кога имате она што го нарекуваат прелетување од една до друга партија, партијата односно пратеникот го губи легитимитетот во рамките на новите изборни модели или повторно не задржува својата позиција? Има различни решенија во различни држави, значи едно Кој е може да биде посоодветното за нас? Да, едно може да биде од повикување, а другото е неврзано, значи без разлика на прелетувањето на пратеникот, тој останува во собрание, меѓутоа еден друг момент е многу позначен, како тој е избран. Да, значи, на тоа ако мислам. е на пропорционална листа, не може ништо да направи. Не може ништо, да. Меѓутоа, ако еден дел од пратениците се избираат на мнозински начин, тогаш тие остануваат директно поврзани со граѓаните. Јас се сеќавам на едно прелетување на пратеник, кој што живее блиску јас кај што живеам и му се случи народ пред куќа. Значи, секој треба да биде одговорен за собственото однесување и токму затоа и јас сум за тој германски изборен модел, бидејќи остава еден дел од пратениците, значи половина од пратениците да бидат директно поврзани со граѓаните, односно да се гласа за човек за еден дел од собранието. Сакате да кажете дека доколку му се соберат во дворот одреден процент, може да му се одземе мандатот? Значи, мора да внимавате како се однесувате ако знаете дека ќе ви се случи народ. Меѓутоа, дали може да му се одземе, тоа треба да биде исто регулирано во закони во која постапка и така натаму. Зашто ме загрижува најчесто кога е мртва трка меѓу двајца, секогаш останува една половина од граѓаните што се незадоволни со изборот на другиот и секогаш може да дојдат пред влезот на нечиј пратеник. Да, меѓутоа пратениците мора да се научат да бидат искрени и политичките партии мора да се научат дека тоа што ќе го ветат, за тоа го добиле легитимитетот, а не добиле легитимитет за да прават што мислат дека треба да прават 4 години, па ние после 4 години да го оцениме нивното претходно однесување. А всушност тоа се случува овие 30 години, да. Значи ние го даваме, го пренесуваме нашиот суверенитет. На кажаниот збор на избори. Да, на програмата понудена на избори. Значи суверенитетот е на граѓаните. Ние го пренесуваме на пратениците и го пренесуваме за точно одредена програма. И тие мора да се држат до програмата доколку сакаат повторно да побарат. И токму затоа се оние отчети давање за 4 години имате програма што сте направиле по истата. Имате ли право повторно да се јавите за кандидат? Професорке Наумовска, ви благодарам за овој разговор. Особено отворивме теми кои на вистина ќе зависи политичката карта или политичката структура на народните представници во собранието доколку се измени изборниот модел. Па да. Да следиме тоа што ќе го пишувате и ќе го работите како научни проекти и секако да информираме јавноста, па можеби јавноста ќе направи дополнителен притисок сега врз политичките субјекти да дојдеме до едно друго решение или посоодветно од ова постојното. Така е, очекуваме промени, се надеваме дека што побрзо ќе го започнеме процесот и да видиме каде ќе не води. И тоа се податоци. Благодарам многу. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, беше ова разговор со Бојана Наумовска, професор доктор и директор на Институтот за социолошко-политичко правни истражувања од Скопје. Темата беше изборниот модел како фактор што ја одредува структурата на парламентот и секако оваа тема ни останува отворена од страна на научната јавност и политичките актери во Македонија. Ви благодарам за вниманието.